Најново издание на регионалните вести. Со пригодна свеченост во Тетовската касарна денес беше одбележан денот на единицата. Овој ден е востановен во спомен на 15-та поречка ударна бригада, формирана на денешен ден 1944 во село Брезница. Во Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу со пригодна војна свеченост денес беше одбележан денот на единицата. По тој повод беа одржани низа активности како постројување на припадниците на единицата од гарнизонот Тетово, интонирање на државната химна и химната на Арама, како и оддавање почит на загинатите борци за Македонија и загинатите и починатите припадници на Арама. 27 август е определен за ден на третиот механизиран пешадиски баталјон, како спомен на формирањето на 15-та поречка ударна бригада, формирана на денешен ден 1944 година во село Брезница. Во декември 1944 година бригадата имала 4 батальони, една техничка чета и извидувачки вод, со повеќе од 1100 борци, меѓу кои и 12 жени. За успешната борба против помногобројните сили на германската војска, бригадата е одликувана со орденот Заслуги за народот од прв степен. Денес одбележуваме уште еден ден во борбата на народот на Македонија за ослободување и создавање на своја држава. А денешната свеченост е уште една прилика да се подсетиме нашите славни предци и нивните херојски дела. Почитуваме третиот механизиран пешадиски батальон со својот труд, професионален однос, лојалност и одговорност при извршувањето на поставените задачи, успеа да постигне резултати достојни за почит. Дозволете ми да истакнам дека пред вас стојат луѓето кои први пристигна и му помогнаа на населението погодено од неодамнешните природни непогоди во Шипковици, голема и мала речица, Доброште, Порој и градот Тетово. Војници и старешини на третиот механизиран пешадиски батальон. Користам оваа прилика да ви одадам јавно признание за вашиот вложен труд за време на извршувањето на оваа задача. На крајот, на наградените и пофалените, им честитам за постигнатиот успех и на сите нас дека ни е честит денот на единицата 27 август. Да живе Република Македонија! Да живе! Да живе армијата на Република Македонија! Да живе! Денес е денот кога се сеќаваме на нашите славни предци и нивните херојски дела. Човечки е сите да се прашаме дали сме достојни како нивни следбеници, дали со иста сила и страст ја посакуваме слободата за која тие гинеа, дали со иста цврстина и одлучност ја браниме државата која ни ја оставиле во аманет. Денес анализираме колку сме сработиле од минатиот празник на батальонот и колку сме биле успешни во спроведувањето на доделените задачи и исполнување на мисијата. Горди што имаме батальон во составот на првата механизирана пешадиска бригада, во чии припадници е врежан херојскиот дух на нашите предци кои го дале својот живот за Република Македонија. Тие жртви се неми сведоци за тоа колку е скапа нашата Република Македонија. Во рамки на свеченоста беше изведено дефиле од страна на припадниците на третиот механизиран пешадиски батальон, а беа доделени и унапредувања, пофалници и наградни отсуства на заслужни припадници на единицата. Двајца припадници на оваа единица, зафатени од неодамнешните поплави во Тетовско, добија символична парична помош од нивните колеги, а за најдобар вод беше прогласен третиот механизиран пешадиски вод. Дел од денешното одбележување во Тетовската касарна беа представници од јавните установи, Сојузот на борци и други гости со кои армијата на Република Македонија има соработка.
Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Започна реконструкцијата на булеварот Видо Смилевски Бато, попознат под називот Индустријска, од кружниот тек со булеварот Илирија до мостот на реката Пена. Градежните работи ќе траат најмалку 30 дена. Булеварот Индустријска во Тетово започна да се реконструира, како што е предвидено во годишниот план на секторот за сообраќај, патишта и градежно земјиште, ќе се изврши комплетна реконструкција на делот кој почнува од кружниот тек кај Веро до мостот над река Пена, односно до влезот на населбата блок 70. Како што информира од општина Тетово, ќе се работи на пат во должина од 500 метри и ширина од 7,5 метри, тротоар со должина од 500 метри, нови странични делови на двете страни, како и жардиниери со зеленило во средината. Градежните работи за реконструкција на овој дел на улицата Индустријска ќе траат најмалку 30 дена. Булеварот Индустријска, особено делот од кружниот тек кај Веро до мостот над река Пена, веќе подолго време важи за црна точка во сообраќајот во Тетово. Коловозот беше толку оштетен и руиниран што речиси беше невозможно да се минува секојдневно по него без да се претрпе оштетување на автомобилот. Поради ова општина Тетово најави целосна реконструкција наспроти санација на ударните дупки. Иако реконструкцијата беше најавена за месец јули, таа меѓу другото се одоговлече и поради поплавата која го зафати Тетово на почетокот на месецов, кога реката Пена донесе голем нанос од смет и кал токму на оваа улица. Движењето за реформи на ДП на пресконференција обвинија дека во Тетовскиот основен суд се соочуваат со постојани уцени во текот на регистрацијата на нивната партија. Сакаме да ја информираме јавноста дека сме сето време во кое сме работеле за собирање на потребните документи за регистрација сме биле уценувани за условите кои треба да ги исполнуваме за да бидеме регистрирани. Ние сметаме дека не сме единствениот субјект во Македонија кој поднесува барање за регистрација на политичка партија, па да се соочиме со толку многу пречки. Пред нас исто така се регистрирани стотици други политички партии. Иако сме ги собрале сите потребни документи за регистрација во коридорите, тоест одниците на овој суд, постојано ни даваа до знаење дека не можеме да ја регистрираме партијата, бидејќи представува опасност и се бори против системот. Денешниот ден ќе биде тест за функционирањето на судството и демокрацијата во Македонија. Епилогот ќе покаже дали судовите работат самостојно или се во служба на власта и политичарите кои се под хипотеки, кои што воедно надежите за нивниот политички опстанок ги насочиле кон телефонските повици и уценувањата на судиите. Полицијата бележи 2 сообраќајки вчера со повредени патници и пешак, девојче на 14 години. Во Тетово приведен е жител на градот, кај кого е најдена непозната прашкаста материја. 14-годишно девојче е полесно повредено на улица Илинденска во Гостивар вчера околу 14 часот, кога во неа удрел автомобил Опел Корса што го управувал 73-годишникот Форино. Повреденото девојче со друго возило пренесено е во Гостиварската болница и по укажаната помош пуштено е на домашно лекување. По извршениот увид се утврдуваат причините за незгодата и другите околности. Првично причината е неприлагодена брзина. На регионалниот пат Желино-Сиричино во непосредна близина на стрелиштето Еребино, вчера околу 15 часот и 20 минути патничко возило Опел Корса со тетовски регистарски таблици што го управувал 25-годишникот Копањце, загубило контрола, излетало од коловозот и се превртело на покрив. При тоа возачот и двете сопатнички на 34 и 54 години исто така од Копањце здобиле тешки телесни повреди, а едногодишното девојче телесни повреди.
Тројцата тешко повредени се задржани на тамошно лекување во Тетовската клиничка болница, додека девојчето е пуштено. Првично причината е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Вчера попладне со соодветна судска наредба полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово извршиле претрес на импровизиран објект дрвена куќичка лоцирана во нива во близина на железничката пруга покрај патот за Фалише, со која располагал, односно ја користел 42 годишен тетовец. При претресот во објектот пронајдени се едно најлонско ќесе со близу 20 грама непозната прашкаста материја со светло-кафеава боја, кое било сокриено зад електрична печка, едно помало најлонско ќесе, исто така со околу 5 грама непозната кафеава прашкаста материја, ставено над влезната врата, и дигитална вага од кинеско производство. Сето пронајдено во претресот е фотодокументирано и со потврда одземено за вештачење. Во консултација и координација со јавен обвинител, тетовецот е приведен и задржан за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следува поднесок. Во текот на вчерашниот ден во два одделни случаи две лица починаа на работното место. Момче го загуби животот во Бунарџик, а маж почина од струен удар. Како што информираат од МВР во првиот од двата несреќни случаи, 26 годишно момче го загуби животот вчера околу 11 часот во кругот на индустриската зона Бунарџик во фабрика за производство на кондензатори. При обидот да се отстрани дефект од работната машина, истата паднала врз Даниел Т, 26 години од Скопје, кој починал на лице место. Вчера околу 13 часот и 30 минути на улицата Кирил и Методи Сашо С, 44 години од Скопје, заедно со уште две лица, при поставување на ново мерно разводно орманче, истиот починал од струен удар. Од страна на СВР Скопје излезено е на местото на настанот, извршен е увид, а по наредба на јавен обвинител телото на починатиот е предадено во Институтот за судска медицина за обдукција. Во Гостивар денес беше свечено отворен трговскиот центар на косовската компанија Елкос Груп. Преку ова инвестиција, која проценета како една од најголемите за гостиварската економија, обезбедени се вработувања за 100 лица. Во Гостивар денес свечено беше отворен шопинг центар на косовската компанија Елкос. На свеченото отворање присуствуваа домашни стопанственици, јавни личности и функционери, како и представници од бизнис секторот и политиката од Косово. Објектот, лоциран кај поранешна Силика, е со површина од над 6000 метри квадратни и за почеток вработува 100 лица. Проценет е како една од капиталните бизнис инвестиции во Гостивар. Во Гостивар отвараме голем трговски центар кој во својот асортиман има широк спектар на производи, од храна, играчки, облека до техника за домаќинство. Ви посакуваме добре дојде и упатуваме благодарност до сите што придонесоа да се возможат условите да профункционира објектот. Во својата изјава градоначалникот Невзат Бејта рече: "Оваа инвестиција ќе придонесе многу за развојот на економијата во Гостивар. Корист ќе имаат и гостиварци и граѓаните од другите општини од Полошкиот регион. Компанијата им помага на над 100 семејства со тоа што тука се вработени нивни членови." Според најавите, трговскиот е само дел од инвестицијата на Елкос во Гостивар. За во иднина планирано е и отворање на откупен центар за зеленчук и овошје. Компанијата има 20 трговски центри во Косово и по еден во Албанија и Црна Гора. На пазарот во Македонија влезе лани во Штип, каде што исто така има отворено шопинг центар. Православните верници вечерва почнуваат со одбележувањето на Успение на Пресвета Богородица. Традиционално во манастирскиот комплекс во Лешов се собираат илјадници посетители. Вечерта во пресред на празникот и на самиот ден.
Во петок православните верници ќе го чествуваат големиот празник Успение на Пресвета Богородица. Традиционално во манастирскиот комплекс во село Лешок се собираат околу 20.000 посетители вечерта во пресрет на празникот и на самиот ден. Чествувањето на празникот посветен на Пресвета Богородица во Лешок ќе започне на 27 во четврток со отслужување на вечерна богослужба. Светата божествена архиерейска литургија ќе започне во 17 часот, а со неја ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Последниве години за време на чествувањето на празникот се одржува и фестивалот Лешочки Фолк Фест, кој причина повеќе во ова тетовско село да дојдат посетители од повеќе краишта на Македонија. И годинава нема да изостанат големиот број на тезги со сувенири и играчки кои традиционално се продаваат на овој ден. Во склоп на атмосферата на црковно-народен собир и големиот број скараџии кои ги пречекуваат и послужуваат посетителите. Празникот попознат како Голема Богородица е посебно доживување за младите, кои доаѓаат да ги постават излетничките шатори за во нив да ја поминат ноќта. Секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните од село Брезно и Варвара, кои на 27 август планираат да патуваат кон овие две села, тоа да го направат најдоцна до 17 часот. Истото се однесува и на трговците и угостителите, и нив им се советува порано да го реализираат дотурот на потребните производи. Покрај ова сите кои со возила ќе пристигнуваат до манастирскиот комплекс, се информираат да не ги оставаат каде ќе стигнат, односно да ги паркираат само на определени локации за таа намена и да ги почитуваат наредбите на полициските службеници, кои ќе го регулираат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно, и ќе ги насочуваат возачите. Зошто погрешно паркираните возила веднаш ќе бидат отстранувани со пајак возилото кое ќе биде ангажирано за таа намена. До граѓаните се апелира исто така целосно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол и да ја прилагодат брзината според условите на патот. Во петок пак со почеток во 8:30 часот неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архиерейско наместништво ќе чиноначалствува со света божествена архиерейска литургија. Инаку 28 август е неработен ден за сите православни граѓани. По 44-ти пат во Лешок во понеделник ќе се одржи меѓународната средба на книжевните преведувачи. На неа ќе присуствуваат 40 преведувачи од нашата земја и од странство. 44-та меѓународна средба на книжевните преведувачи ќе се одржи на 31 август и 1 септември во Лешок, во конаците на Лешочкиот манастир. Темата на симпозиумот на средбата е книжевниот превод заеднички јазик на Европската Унија. Воведно излагање на симпозиумот ќе има преведувачот од Турска република Северен Кипар Мехмет Кансо. На средбата ќе присуствуваат околу 40 преведувачи од нашата земја и од странство. Референти на симпозиумот се Мехмет Кансо од Турска република Северен Кипар, Олга Панкина од Русија, Лерка Тотнаумова од Хрватска, доктор Марија Леонтич, доктор Даринка Маролова, Здравко Божиновски, Ташко Ширилов и Стефан Симовски, сите од Македонија. На средбата традиционално ќе бидат промовирани ново преведени книги. Враќањето од Лешок во Скопје е планирано за 17 часот по завршувањето на втората сесија на симпозиумот и читањето на нови објавени и необјавени препеви на македонски јазик, што ќе се одржи во манастирската црква Света Богородица. На 1 септември симпозиумот продолжува со работа во Скопје. Преведувачките награди за 2015 година согласно препораките на Светската федерација на преведувачите и УНЕСКО ќе бидат врачени на свечен собир по повод Светскиот ден на преведувачот во Скопје на 30 септември годинава. Околу 3000 мигранти се спасени вчера во близина на брегот на Либија, а над 50 се пронајдени мртви во различни пловни објекти, соопшти италијанската крајбрежна стража. Десетици илјади луѓе главно од Африка и Блискиот Исток оваа година тргнаа по морски пат со надеж да стигнат до европските земји и тоа многу често со преполни мали чамци кои не се во можност да го поминат Средоземното море. Крајбрежната стража не потврди која е причината за смртните случаи на мигранти и зголемувањето на нивниот број оваа година, кој изнесува повеќе од 2300 починати лица, според податоците на Меѓународната организација за миграција.
Осомничениот за убиство на новинарката и снимателот на американската телевизиска мрежа Вестер Фланген почина денеска во болница во Вирџинија. Фланген пукал во себе и се здобил со тешки повреди по полициската потера покрената откако тој за време на интервју во живо отвори логан кон новинарката и снимателот и локалната функционерка која ја интервјуирале. Полицијата во Вирџинија соопшти претходно дека за време на потерата осомничениот доживеал сообраќајна несреќа откако со автомобилот излетал од патот и е пронајден со прострелна рана. Користејќи го псевдонимот Брис Вилијамс, претходно е отпуштен иако причините се уште не се познати. Во текот на денот Фланген на својот налог на Твитер под својот псевдоним ги објавил снимките на кои се гледа како на настраданите им приоѓа од задгрб и го насочува пиштолот кон нив. 12 доживотни казни или вкупно 3318 години затвор доби масовниот убиец Джеймс Холмс, кој пред 3 години во градот Аурора во близина на Денвер во кино уби 12, а повреди 70 лица. Изрекувајќи ја пресудата, судијата истакна дека без разлика од која болест боледувал Холмс, многуте докази покажале дека тој бил воден од бес, омраза и одмазда. Преживеаните и семејствата на жртвите пресудата ја поздравиле со голем аплауз. Кинеската полиција уапсила 12 лица под сомнеж за вмешаност во неодамнешните експлозии во Тјанцен. Според полициското соопштение, меѓу апсените и директорот на компанијата, која е собственик на магазинот, неговиот заменик и уште тројца високи представници на фирмата. За сега не се соопштуваат детали од обвиненијата против уапсените, а Врховното обвинителство во врска со експлозиите против 11 лица покренало обвиненија за злоупотреба на овластувањата и немарност. Собствениците на компанијата уште минатата недела признаа дека користеле врски во владата за да ги добијат потребните работни дозволи. Во складот на компанијата специјализирана за транспорт и складирање на експлозивни средства и хемикалии, пред 2 недели одекнаа неколку експлозии со јачина која се споредува со детонација на 21 тон тротил, пошто изби голем пожар. Во неодамнешните експлозии во Тјанцен, кои се случија на 12 август, животот го загубија 139 лица, а 34 се водат како исчезнати. Повеќе од 500 лица се уште се наоѓаат во болница. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 11 до 19, а дневната од 28 до 35 степени. УВ индексот изнесуваше 7. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време. Утринската температура ќе се движи од 12 до 19, а дневната од 29 до 35 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!